Štip денеска беше домакин на првиот First Lego надпревар во Македонија. Новата историја во информатичкото надпреварување ја пишуваат 10 тимови од Кочани, Виница, Струмица, Скопје и Штип. Тие имаа задача да идентификуваат физички или социјален проблем со кој луѓето се соочуваат за време на нивното долгорочно истражување на Вселената. Нашиот проект е за депресијата на астронавтите и ние го работевме од прилика 2 месеци. Функцијата на проектот е преку физичка активност да се реши депресијата на астронавтите, која со тек на време станува се поголема и се полоша, и да ги одржува во форма физичка и психички. Целата организација логистички беше поддржана од Штипскиот универзитет. Е жизнено важно за тоа да се развива информатиката и роботиката како посебен сегмент во развојот на иновации и технологиите на нашата држава, како еден сегмент кој обезбедува многу работни места и обезбедува многу компетенции со кои нашите млади може да најдат работа и во Европа и во сите, да кажеме, метрополи кај што се изучува оваа проблематика. First Lego Лигата е меѓународна мултидисциплинарна истражувачка програма која ги инспирира младите луѓе да истражуваат во науката и да решаваат реални проблеми. Токму во оваа насока се и напорите на државата за поголема информатичка писменост на младите. Со поддршка на Британскиот совет, во неколку училишта, односно во 20 училишта се пилотираше проект за микробит уреди, кој што се уреди за учење на децата на основите на програмирањето, на кодирањето и на таков начин на размислување. Заради успешните резултати, да се заблагодарам и на британската влада, одобрија дополнителни средства за што овие уреди ќе се расшират низ сите училишта. Поддршка за идните програмери и компјутерџи и најавија и од Фондот за иновации. Во многу брзо време ќе излеземе со една иницијатива за основање на посебна програма за финансирање и поддршка на талентирани дечиња, во која што поддршката и организацијата на ваков тип на надпревари сега ќе заземе едно значајно место. Надпреварите од оваа лига се организираат во цел свет. Оваа година учествуваат околу 40.000 тимови од 98 земји. Најдобрите 2 тима од денешното надпреварување одат на регионалниот надпревар што ќе се одржи во целја Словенија на 16 март.